фабрика, над неа облаци од дим, а народот прост. Животот е здодевен и тежи. Животот е без маска и без грим. Песе луд што за бен сежи. Треба да се бориш, си од упорство да се сториш, за да дрпнеш од устата пчошка, од забите на тој песна пострашен лебец трошка. Вапцарови бранувања, почитувани гости, почитувани наставници и ментори, почитувани учесници на литературниот конкурс, Вапцарови бранувања, почитувани родители, добар ден и добро ни дојдовте на литературно-поетската манифестација, Вапцарови бранувања, проект на литературно-трибинската дејност и национална установа, Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево, а финансиран од Министерство за култура на Република Северна Македонија. За почетокот на манифестацијата сакаме да дадеме мал осврт на нашиот патрон Никола Јонков Вапцаров. Никола Јонков Вапцаров е роден во Банско на 7 декември 1909 умира во Софија на 23 јули 1942 година. Вапцаров бил најсилен поетски талент меѓу македонците кои твореле на други јазици освен македонскиот. Неговата единствена стихозбирка со наслов Моторни песни е напишана на бугарски јазик. Тој самиот во животот и преку својата поезија изјавил дека е македонец и покрај тоа што создавал на бугарски јазик. Неговата поезија е изразито патриотска, социјална, револуционерна и хуманистичка. Меѓутоа, ние сега нема да зборуваме за неговото литературно творештво. Туку ќе дадеме можност на нашите гости на манифестацијата, на учесниците на литературниот конкурс Вапцарови бранувања, преку своите творби да дадат еден белег на самата манифестација. Па затоа ја повикувам гостинката на литературно-поетската манифестација Вапцарови бранувања, Габриела Костадинова, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност и накописателка од Пехчево, која во последно време од многу манифестации се враќа со освоени први места, да ни каже за своите литературни почетоци и да ни прочита дел од нејзините твори. Нека повели. Добар ден и од мене. Почитувани присутни, ви поздравувам. Јас сум Габриела Костадинова од Пехчево, професор по македонски јазик и книжевност, вработена во библиотеката Кочо Рацин. Поетеса сум од веќе многу одамна. Првите печатоци ми се некаде уште од основното училиште, почнав да пишувам. Поттик ми даде кога прв пат во 7 оделение еден мој расказ излезе во весникот Колибри, не знам денеска дали се уште постои тој весник. Во тоа време, во моје време тоа постоеше и од тогаш некако ми се создаде таа желба за пишување, а можеби и поради тоа што мојата мајка работеше во градската библиотека и секојдневното дружење со книгите ме привлече да читам, ми создаде навика за пишување и така почнав да пишувам како основец, потоа во средна школа, но најмногу почнав кога веќе се омажив, тоа е значи во подоцнежните години, од тогаш почнав да пишувам, се појави 1999 година една книга, па потоа втора книга, па трета книга, еве сега подготвувам четврта и така натаму. Но која е Габриела Костадинова, ако дозволите, ќе ви прочитам, моето CV да не го читам јас, мојата соработничка Елица Јовевска, која работи во општина Пехчево, инаку соработник на сите мои активности во библиотеката, па еве накратко да слушате која сум јас, а потоа ќе ви прочитам нешто и од мојата поезија. Добар ден, почитувани присутни од мене. Габриела Костадинова е родена 1970 година во Велес. Основно образование завршува во Пехчево, а средно образование во Велес.
Филолошки факултет завршува во Скопје, професор по македонски јазик и јужнословенска книжевност. Работи како библиотекар и стручно се усовршила, полагајќи ги основните курсеви на библиотечното работење. Со воведување на програмската подршка КОБИС 2, КОБИС 3, направила реформа во библиотеката, техничка, стручна, каталогизација и систематизација на библиотечен материјал. Редовно учествува на поетски фестивали со основци и средношколци. Организира чествување на книгата, наградува читатели рекордери, организира поетско читање со роднокрајни автори. Незини изданија се Записи на болката од 1999 година, Црвената боја на љубовта 2015 година и Дамата со шеширот 2020 година. Има организирано поголем број на трибини, креирање на позитивна енергија за 7 дена заедно со Ниче Димовски, зачувување на природата со собирање на лековити билки и шумски плодови со професор доктор Илчо Захариев. Има земено учество и како рецензент на следниве дела: Сенка на галебовата карпа, Омраза длабоко, Влюбено срце, Од дното до врвот, 5 минути. Во периодот од 5 години има направено 30 промоции на разни поети и писатели од Македонија. Има добиено голем број на награди и признања. Прво место на манифестацијата Прозно перо, прво место на манифестацијата Гордана Коцева, прво место манифестација Македонска лирска поезија за најдобар интерпретатор, прво место за убав стил на пишување, прво место манифестација Новогодишна литературна симбиоза за поезија, прво место манифестација Планетопија 2019 година, прво место за поезија и проза на Литератопија 2020, прва награда за поетска творба на Огридски бисер на поезијата 2020, Дамата со шеширот, наградена поетска книга за возрастни на манифестацијата Планетопија 2020, сребрена плакета од фондација Такец за авангарден поетски пристап 2020, второ место на манифестација Поетска гала, второ место на манифестација 8 март, трето место на манифестација Македонска лирска поезија, трето место во категоријата Возрастни творци на Струмички карневал 2020, Гран-при награда на манифестацијата Уметноста наша инспирација во категорија Есеи, Гран-при награда за песната За животот, доделена од страна на Академија Евроа Штип 2019 година. Црвената боја на љубовта е наградена за најдобра поетска книга за возрастни на манифестацијата Охридијада. Има добиено признања на манифестацијата Поетска гала за најубава песна во 2018 година и на манифестацијата Прозно перо за најубав расказ во 2018 година. Признание 7 септември за заслужен граѓанин од областа на културата за 2016 година во општина Песчево. 2018 година е прогласена за успешна жена од областа на културата. 2019 година е избрана за поетеса и истакнат работник во областа на литературата и културата од страна на Советот и градоначалникот на општина Песчево. 2019 година станува почесен член на фондацијата Такец од Битола, а 2020 година станува почесен член на Српско уметничко друштво од Белград. Има добиено и златни медали на Меѓународниот фестивал на поезија Месопотамија 2019, на Меѓународниот фестивал на ромска поезија доделен од влада на Република Србија, на сајам во Белград, доделен од страна на Белградски центар за култура и книжевност, на поетскиот фестивал за љубовта и виното, доделен од фондација Такец од Битола, на Светска енциклопедија на писатели и поети во 2021 година.
Со својата поезија застапена и во повеќе антологии, како во Македонија, така и во странство. Панелски галеб Суботица, на раскршчу Младеновац, зборник поезија Месопотамија 2019 Белград, Таму где Сава љуби Дунав, Белград, поетски Октобар у Белград, Сава Мала, Белград, Реч о времену 2019-2020 Белград, Заеднички шепотења Скопје, Пау на 3 Битола, Литературна симбиоза 2020 Битола, Биди еден од нас 2020 Скопје, Сдружение на просветни работници, литературни творци 2020 Скопје, Песна за учителот 2019 Педагошки факултет и Мажите плачат 2021 Битола, Светска енциклопедија на писатели и поети 2021 Романија. Ви благодарам. Ако може како досегашен ръководител на литературно-трибинската дейност на Центъра за култура и како веде директор, моментално на Центъра за култура, значи да и се заблагодарам на Габриела. Таа е моја колежка од прва година, значи на факултетот, филолошки факултет и одсекот македонски јазик и книжевност. Цело време бевме заедно и беше прекрасен другар, значи прекрасен колега, и кога ја повикав да биде дел, знаем дека е доста амбициозна, меѓутоа искрено не се надевав дека CV-то е толку големо, бидејќи се немаме спушнено додамна, и со тоа CV стварно сме донеле на Вапцарови врнувања една поетеса од нашиот крај, а нашата цел е да афирмираме млади поети и поетеси од нашиот крај. А кога дојдов 2008 во Центарот за култура, прва работа која, бидејќи сум примен како стручен соработник за литературна дејност во Центарот за култура, ми беше, ако во Струга се струшките вечери на поезијата, во Делчево ќе бидат Вапцаровите врнувања. И еве, година по година, ние имаме еминентни гости, значи Емилијана Павловска, Симона, сега Габи, значи успеваме овие Вапцарови врнувања да ги подигаме постепено на едно ниво повисоко, и многу ми е мило што еве ланската година победник на Вапцарови врнувања беше девојче од Струмица. Оваа година значи имаме победник до основно образование, значи девојче од Пехчево. Значи овие Вапцарови врнувања се достапни за сите, значи имавме до сега песни од Прилеп, од Скопје, значи Кочани, Струмица, Пехчево, Берово, значи што оваа манифестација се расширува на регионални рамки и фала Богу и на републички рамки, да еден ден ја воздигнеме уште повисока и да биде бренд не само на градот на Делчево, него да биде бренд на целиот регион и на целата држава Македонија. Ви благодарам што во толку голем број, значи дојдовме денеска тука. Ние ги разредуваме песните, значи бев и јас во жирито како дипломиран професор по македонски јазик и книжевност. Значи ги избравме најдобрите песни. Децата важно е дека творат, дека својата значи желба за творење, дека имаат можност, дека и нивните песни да ги значи трасираат во овие Вапцарови врнувања се да почнат некаде, и се надевам дека еден ден сите тие ќе израстат во едни поети, поетеси во поголема рамка, да имаат издадено и книги. Ние тука Центарот за култура секогаш ќе им овозможиме, значи во секој број на награди во странство. Благодарност уште еднаш. Можеш, Габи, да... Благодарам, колегата. Така е, вие со тебе се знаеме веќе многу години, само во последно време некако не комунициравме. Еве сега дојде момент да комуницираме, се надевам дека таа соработка ќе ми продолжи и понатаму. Ова што го слушнавте беа сите податоци до 2021 година, 2022 година не успеав да ги додадам сите награди во CV-то, но тоа пак ќе остане за некоја друга прилика, кога ќе дојде можеби да правиме промоција со Билјана, така нешто и се договаравме.
ама тоа ќе биде понатаму. Колку можам да прочитам? Колку? 2, 3, 4, колку? Ајде, Мислиш дека има потреба? Да. Ќе ви прочитам две песни од Црвената боја на љубовта, претходната книга која исто така доби награда и која доста успешно помина низ повеќе градови во Македонија, се правише промоции, така да доста горда сум на оваа книга. Еве, избрав една песна, се вика "Од каде оваа нежност". Од каде доаѓа оваа нежност? Дали потекнува од длабочината на нашите души? Од каде доаѓа оваа нежност што ги разбранува нашите животи? Од каде доаѓа оваа нежност? Дали од музиката на радиото што свири, или можеби од гласот на пејачот што пее? Од каде нежноста во твоите раце? Те гледам, те наблюдувам со мала доза на интимност, со нежен поглед, со блага насмевка. Во очите ти се крие некоја тајна, или можеби тоа е само нежноста што тивко дреме во преградките на твојот живот. Наблюдувам и твоите усни, што како некој разбрануван цвет треперат во темнината, облеана со звезди. И во мугрите на денот што се раѓа, ќе ги запомниме првите чекори на она што се нарекува љубов, или можеби првите допери на она што го означува крајот. Благодарам. Уште една песна, така мене доста си ја сакам оваа песна. Се вели, не слетувај на нејзините дланки славеју. Не слетувај на нејзините дланки славеју. Не го гледај телото избодено со копието на љубовниот немир. Аморови стрели ја држат обвивката на леденото срце. И болката наталожена во зениците на окото го збара спасот во височината на небото. Не слетувај на нејзините дланки славеју. И рацете избодени од крвта на нејзината внатрешност се само капка немир во душата на оставената жена. Славеју, не слетувај на нејзините дланки и не барај свежина на лицето што одамна вене и не барај прошка во душата што полека умира. Само летај високо, допри го врвот на височините и разнеси го семето на убавините. Радоста нека блика, нека гори, дури во срцето што вечно за љубов моли. Благодарам. Неговата трета книга, Дамата со шеширот, за која не успеа се уште да направам промоција, бидејќи фати короната, издадена 2020 година и требаше на мојот 50-ти роден ден да ја промовирам, но фати короната и се тоа пропадна во вода. Некако поминаа 2 години, јас се уште си ја чувам, си конкурирам со неа, си добивам награди, ама никако да дојде да направам промоција, ама еве сега ќе ви прочитам некоја наградена песна. Сакам да ви ја прочитам "За тебе мавечок", ја напишав за син ми и со оваа песна учествував на повеќе конкурси и добивав награди. Ја напишав кога тој беше во болница на операција, некако ми така дојдоа чувства и ја преточив на хартија. Сакам сега да ја споделам еве со вас. За тебе малечок, на прозорец стоја, поглед вперен кон далечината. Минутите ги броја во глувата доба на тишината. Зората зазорува, сонот не доаѓа и сонцето се појавува од задгребенот на планината. И нов ден се раѓа, а моето срце тага го обвила. Ги пишувам стиховите за тебе, малечак, како тогаш, кога беше бебе, малечко, плачливо, со лице ангелско.
И сега пишувам, стихови ти посветувам. Не си веќе бебенце, но си храбро, мајкино јуначе. Во очите ти гледам тага, но не плачеш, не пушташ вик, ама мајкино срце не издржа, ко ранет звер се предава и одекнува болен крик. За тебе, малечок, и звездите од небото ќе ги дофатам, на дланка ќе ти ги донесам, и сонцето ќе го сопра, да свети силно до бескрај. Времето да ја избрише болката, а ти да бидеш среќен до крај. Благодарам. За мојата младост. Може не сум толку стара, ама младост моја. Ако го свртам погледот кон минатото и тропнам на портите од младоста, ќе ми се смири ли срцето? Ако го пронајдам клучот од времето поминато и ги отворам прозорците за да влезе светлина, ќе се појави ли зракот на младоста за да ми ја стопли душата? Што да направам? Каде да се нурнам за да те најдам? Во чии очи да погледнам за да го видам одразот на твојата убавина? Чие срце да откорнам и уште еднаш да те пронајдам, младост моја непреболена? Застани пред огледалото, ми рече еден глас. Не сакам, дрско одговорив јас. Не го сакам огледалото во кое се отсликува староста, каде кожата ти се збрчкува, а телото одбива послушност, каде очите надолу ти висат, а нозете назад се враќаат. Ти урнуваат ничкум на земја како мало дете. И кога сакаш солзи да пролееш, одвај се додржуваш. И не можеш. Ништо не те запира. Нешто те запира. Едноставно, така ете. Младост моја. Кога беше тоа време, кога летнаа тие години? На крилјата на пролетта, возвишени до небото, ги чувствувавме тие убавини. А сега се е поинако. Убавите спомени, драгите моменти, сето тоа остана некаде во далечината. Кои да сме, каде и да сме, само едно знаеме. Младоста никогаш нема да ни се врати. Ќе остане покнежот по неа и во тие моменти за неа срцето за навек ќе пати. Може би го земам сега времето, можеме да продолжиме понатаму. А сега доаѓа и времето да ги наградим најдобрите литературни остварувања на овогодишниот конкурс на Лакцаровите вранувања. Меѓутоа, прво сакам да ги поздравам членовите на жирито, кои што неуморно работеа на оценувањето на творбите, и тоа Анита Петровска, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност. Се извинувам, Анита Петровска. Даниела Георгиевска, исто така дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, и Љупчо Петровски, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност и директор на Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, Делчево. Да ги поздравиме со аплауз. Во категорија на основци од 1 до 9 оделенија, трето место освои Анастасија Крупановска од Основно образовно училиште Никола Јонков Вапцаров од Струмица. И да ја прочита својата творба. Тука, дојди. Да може да теку. Македонски творец и борец. Животот му се викаше Слобода. Животот му се викаше Македонија. Тој во порвен свет живееше, тој за народ пишуваше. Зборство ко сонце го грееше, а по душа љубов му клееше. Љубовта кон поезијата го направи славен. Со негово име училиште украсивме, спомнime светови изградивме. За него песни Божа пишуваме, неговата жртва света не научи сложни да бидеме.
ги научи војните да ги мрази, а слободата како жива да ја чугне. Со неговите дела не го одушевува идеја за успомнен джип, горко му враќаме со достојна почит, вечерен херет во нашите очи што сточи. Имаме две втори места во оваа категорија и тоа. Антонела Николовска, 9 од 2 оделенија од Духовно образовно училиште, Ванжовка Кеделчева и Михаела Начовска, 9 од 2 оделенија од Основно образовно училиште Свети Климент Охридски Делчево. Ги повикуваме и нив да ги прочитаат своите творби и да ги примат наградите. Вапцаров, писател на револуционерни идеи. Со текот на времето, положбата на македонскиот народ и јазик се менувала постојано. Во оние времиња невремиња, на минатото се раѓале луѓе кои твореле нова надеж со себе. Се раѓале револуционери, творци, поети, вистински борци за своите цели. Таленти кои своето творештво го посветуваат на својот народ. Во далечната 1909 година, на студениот 7 декемвриски ден, во Пиревска Македонија се родила нова звезда Водилка. Човек кој со својот живот и дело ќе остави огромно наследство и трага врз македонскиот народ. Тогаш се родил нашиот поет и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Се родил во семејство на Елена и Јонко Вапцарови. Неговиот татко Јонко учествувал во револуционерното движење за ослободување на Македонија од турско робство. Уште од најмала возраст, од родителите учел за љубовта кон книгата и татковината. Од неговата баба ја наследил страста кон литературата и пишаниот збор, која понатаму му служела како средство со кое ги искажувал своите чувства, ставови и мислења. Од иницијатива на татко му, морал своето образование да го продолжи во област која не го привлекувала. Карактеристично за Вапцаров е тоа што никогаш во својот живот не останал обесхрабрен и безнадежен. Со ведрина и позитива пристапувал кон секој ден. Животот во тоа време не бил ни малку лесен за македонците. Тие биле прогонувани, убивани и уништувани. Овие настани не ја згаснале желбата за живот на Вапцаров, иако се случувале во неговата блиска околност. Човекот кој успева да ги издржи едни од најголемите болки, како загуба на своето дете и немоќ за екзистенција, е непобедлив. Огромен восхит представува силата која ја имал за да продолжи да твори, да пишува и да се бори. Неговите дела се полни со патриотски и револуционерни мотиви. Стихозбирката Моторни песни содржи 20 песни и изобилува со сите овие мотиви. Во првиот циклус, насловен Песни за човекот, Вапцаров пишува за класната разлика помеѓу луѓето, а ја потенцира работничката класа. Во вториот циклус се осврнува кон патриотизмот и тоа го потенцира во своите песни Татковина и Земја. Во овој циклус особено емотивна и важна е песната Илинденска, во која го искажува своето мислење за илинденското востание и ги обвинува тугите прсти кои се замешале во него. Својот револт и став ги искажува пишувајќи и велејќи дека татковината треба да се ослободи самостојно. Освен за својот народ, тој пишува и за шпанската граѓанска војна, во третиот циклус. Тој како личност бил многу емпатичен. Верувам дека луѓето кои имаат најголемо срце, кои ја споделуваат сечија среќа и тага, се добри луѓе полни човечност. Неговото творештво го краси песната Романтика, која требало да добие награда на анонимен конкурс во списанието Летец. Но оваа песна, како и една негова радиодрама, не биле поставени и соодветно наградени. Македонскиот литературен кружок во Софија имал огромна полза од активноста на Вапцаров. Од
издавањето на весникот Литературен критик до неговиот реферат. Според своите ставови и револуционерни идеи, неговиот живот присилно рано сгаснал. Со својот пријател Антон Попов добил смртна казна од бугарските власти. Сите неостварени идеи, цели и желби сгаснале со неговиот последен здив. Тој се проштева со својот живот во песната Предсмртна, а од жена си Бојка со песната Проштална. Стихови испреплетени со болка и чувства. Краткиот живот на Вапцаров сгаснал во 1942 година, на возраст од 32 години. Тој со својата истрајност, храброст и скромност ќе остане запаметен како великан на револуционерното творештво. За тој период оставил голема трага за македонскиот народ. Докажал дека квалитетот е поважен од квантитетот, а нам ни преостанува огромното богатство кое ни го оставил, да го чуваме и овековечуваме, сеќавајќи се на неговиот живот и дел. Вапцаров писател со револуционерни идеи. На 7 декември 1909 година се роди чудо од човека. На татка Јонко и мајка Бојка се роди син Никола. Но овој ден сонцето најсилно грееше. Луѓето играа, птиците пееја, а децата најгласно се смееја. Се роди сината Никола, паметен, учен човек. Од неговата мисла имало само убава замисла. Тежок и напорен бил животот твој. Да знаеш, ти си нашиот најголем херој. Не те оставија да живееш мирно, тие ти го одземаа животот злонамерно. Насмевка на нашето лице вечно ќе блика. На тебе ќе ти ја испратиме на љубавата слика. Од мисла и убава песна за тебе нема потреба, од тревога песна. Денот свој ќе го славиме, на тебе секогаш ќе те веруваме. И знај дека никогаш нема да те заборавиме. Сега мирно и смело кон животот чекориме. Благодарение на тебе, животот наш ќе го доложиме. За тебе, Никола, секаде ќе зборуваме. Зборовите твои постојано ќе ги повторуваме. Благодарение на тебе, птиците силно пеат, а нашите срца за тебе ќе живеат. Со голем аплауз да ја поздравиме победничката во оваа категорија. Бранкица Јовевска, 7 оделение, Климатична библиотека Конча Рацин од Пекчево. Ја поканувам да ја прими наградата и да ја слушаме нејзината творба. Борец, писател, револуционер. На плеките товар носел, во очите солзи гошли. Исконска сила имал за борба, за живот, за слобода. Како млад борец, против фашизмот се борел. Окови носел и за татковинска слобода молел. Лелеци, плачови, овкања се слушале од аргати и робови по полињата што работеле и со своите чеда се гушкале. Јазик бугарски, запишување на своите дела употребува. Оддалеку се гледа дека од македонска содржина не бега. Никола скришум со пенкало врака творел, кон светли идеали се движел, образованието за него било свето нешто. Вредните раце со умот креативен се справувале со се вешто. Вапцаров за правдата на народот и работникот се борел. Апсен бил и во затвор ставен. Подложен на измачување и осуден на смрт. Целиот свој живот, слобода и правда барал, а неговата љубов на татковината ја дава. Револуционерната борба обсесија негова била, од окупаторот да ја спаси земјата мила. Вапцаров, борец, писател, револуционер.
категорија за возрастни, трето место освои Влатко Ситновски, писател од македонската Меница. Нека победи да ја прими наградата и да ја слушаме неговата порука. Можеш ли нешто од тебе? Нешто друго? Да. Мислам нешто, ја друго да кажеш за манифестацијата, да кажеш за како повозрастен учесник и сакал. Да видите, прво за Вапцаров, значи Вапцаров е една од моите музи во поезијата, затоа што истиот покрај тоа што пишува за Македонија, во неговите две песни Родина и Земја, пишува и за обичниот човек. Пишува за работникот, пишува за љубовта према неговата сопруга и за обичната мака, значи на таа епоха негова работничка. Покрај овие песни ке мене една од песните која што има длабоко впечатење од тој негов опус е песната Фабрика, која што ја искористив, значи исто име за мојата поезија со која што спечелив на овој конкурс. Иначе благодарност до вас директори и до Домот на културата за оваа манифестација и стварно убаво е да има што повише вакви културни манифестации и да се дава простор и можност за промоција на млади деца, на кои што иднината е пред нив. И верувајте, мисля, јас сега како возрастен, љубовта кон пишаниот збор секој пат ќе ви отвора врати. Ке знаете како да се изразите, ке знаете како нешто да напишете си ви со убави зборови и другите луѓе да ја разберат вашата личност и да ја разберат вашата вредност. Значи, со љубовта према пишаниот збор никој пат не губите. И јас имав некои награди од ваша возраст, потоа се продолжив во мој тек на живот, во полиција и таму имам значителни успеси. Значи, ако некој дојде на факултетот за безбедност, може ќе се сретнеме таму како студенти или од моја страна како предавач. До сега имам во научниот свет, значи неколку научни трудови од областа на безбедноста и одскоро со помош и подршка на фамилијата, значи почнав и со објавување на таа моја заборавена поезија. Да не должам многу, ќе ви ја прочитам мојата песна Фабрика, моторна песна. Црн чат, виолица, а ние стуткани во будница, со раце сврзнати во празен джеп, кон тебе одиме Фабрика, да спечалиме реп. За своите деца вечерица, а за себе јад и неверица. Ах, Фабрико, ти судбино црна, јас ко млада срна влегов во тебе, а ти, Фабрико, се ми зебе. Мојата живост, мојата радост, мојата гортост, мојата младост. О, Фабрико, и уште во мене татне екот од твоите мутори што ми го скратија векот. Проклета си, Фабрико, те градев ја с тебе со младешка пот од мојата рака. И на крај, наместо рај, ти остана пуста, за друг да ја краде нашата мака и последниот залак од празната уста. О, леле, Фабрико, чевер си мој за животов страден, на крај во кој ти ме остави гол на улица смрзнат и гладен. Второ место освои Ева Ивановска, втори 2 клас, средно општинско училиште, Методи Милевски Брицо Делчево. Нека победи исто така да ја прими наградата и да ни се представи со нејзината порука. Вапцаров, писател со револуционерни идеи. Вапцаров, идол мој, поето со безвременска слава. И читам тебе, а љубовта ни жилите блика. За родната ни земја да се борим, ми вика. Ти голем човеку, великано во светската поезија. Твоите идеи за слободна и соживот денес се мотив за разбирање и кохезија. Пишуваше за заканата бојка, за мајка Ели, за обичниот човек и земјата свет. Со перо во рака против злото се бореше,
за сонцето сјајно од зандалите се молеше. Твојата мисла надалеку отиде, Охрид, Вардар, Еги и Пирин, за миг да ги сплоти, но некому тоа лошо му се виде, па твоите златни крила ја ги скроти. Ти, поето револуционер, како феникс од пепелот се издигна. Не го преживеа твоето бреме, но го наживеа своето време. Беше стрела во фабриката за смрт. За сега тешка мисла да ги мачи. Кои беа тие и зошто тоа го стори? И што сега да ја раскаже на мајката историја? За тебе денес пишувам, на твоите идеали се подсетувам. Тебе, космополиту со револуционерни идеи, ти се восхитувам и до земја се поклонувам. Се разневнува душа и навираат солзи. Остана млад, живот не изживеа. Останаа стихови недопеани, со љубов полни и вечната тага за земјата родна. Ти, поету, остануваш вечен белег за минатото. Твојата мисла во нас тлее и гори. Љубовни жарчиња ќе фрлаат искри и Македонија ќе ја браниме со мисли чисти. И прво место во оваа категорија и припадна Сандра Марковска, втори клас, Методи Митевски бившо отделение. Вапцаров, писател со револуционерни идеи. 7 декември е значен ден. Во семејството Вапцарови се роди нов член. Македонија ќе роди уште еден херој, кој ќе ја сака безусловно како македонец секој. Никола ќе биде поет со револуционерна душа. И неговото творештво и ден денес се слуша. Да ја сака татковината го научила Елена, неговата мајка, раскажувајќи му за неа се како низ една бајка. Татко му Иван револуционер славен, и го научи да се бори за народот во си гладен. Колку е напатена Македонија и колку ја сака, Вапцаров ќе го покаже тоа ни стихови со перото в рака. Неговата збирка моторни песни се вика, и од секоја песна љубов кон татковината брига. Ни секој стих за спас на татковината повикува и со колку убавини таа се одликува. Колку е убав Пирин да спомнува често, во предратките на Пирин е банско неговото родно место. Знаа Вапцаров, смрт или слобода е крајот на секој борец, но тој ќе остане запаметен како најголем македонски револуционерен творец. Вапцаров ќе биде стрелан пред сите јавно, а неговото дело е големо и славно. Без тебе, Вапцаров, литературата по сиромашна би била, не би знаеле за минатото на татковината наша напатена мила. Благодарници за учество ќе добијат сите учесници и ментори кои учествуваа на овогодинешните Вапцарови бранувања. Со ова, овогодинешните Вапцарови бранувања се завршени. Ви посакуваме убав ден и се гледаме во некоја друга прилика.